Ограничувачкото влијание на корона кризата врз функционирањето на стопанството и на протокот на информации и какви се последици и мерки произлегуваат од вонредната состојба, по правило генерира нагаѓање и произволни коментари за тоа кој како се справува со вододедната ситуација. А со оглед на фактот дека Амфенол во секоја смисла буквално е главен столб на кочанското стопанство, како преку остварениот обрат на средства, така и според бројот на вработени, логична е потребата и самите вработени, како и пошироката јавност да се во постојано исчекување за тоа како работи компанијата и што се планира во догледно време. Токму околу овие прашања денеска разговаравме со директорот на Амфенол Сашко Наков, кој исто така ја почувствувал потребата да информира за дел од суштинските актуелни состојби. Секако дека Амфенол како најголема компанија е највеќе во фокусот на вниманието и мислам дека заслужуваат и јавноста и граѓаните, а и пред се нашите вработени да искомуницираме што очекуваме во наредниот период, што поминуваме и какви се плановите за воиднина. Потоа, логично, првиот човек на компанијата се осврна на работењето во услови на COVID-19 и мерките што се преземаат за функционирање во вонредни услови, нагласувајќи дека менаџерскиот тим мошне добро се снаоѓа во дадена ситуација. Сите мерки за предпазливост и заштита на нас самите, на нашите вработени, се превземани, со тоа и самите можете да бидете уверени. Дури инвестиравме во термални камери и други системи кои што се пософистицирани. И за среќа немаме проблеми со заболувањата и со здравјето на вработените, што е најважно во овој период. Ситуацијата околу обемот на работа и порачките и надомошните планови и инвестициите кои се планирани, сигурно дека во една ваква кризна ситуација не може да остане ни една компанија имун, па ни Амфенол. Најмногу тоа е изразено во автомобилскиот дел, тоа дека во делот кај што е телекомуникацијскиот и производство на антени и телекомуникацијски конекторски кабли, спротивно имаме зголемување, дури и некаде дуплирање на капацитети и на потребите. На бројот на вработени кои се на принуден одмор или повторно се повикуваат на работа, Наков изјави: Имаме одредена група на луѓе од автомобилскиот дел, од одредени линии, не сите, апсолутно, меѓутоа еден дел има на принуден одмор кој што се трае до крајот на јуни, меѓутоа ние веќе почнавме да ги повикуваме, така да веќе и од оваа недела и од наредната се поголем број се вратени, мислам дека наредната само 100 ќе останат на принуден и сите истите тие ќе бидат повикани на работа до крајот на јуни, така да од јули нема да има и принуден и за нив ќе заврши и апсолутно не очекувам немаме план за никакви отпуштања, нити пак било какви други ригорозни мерки. При тоа, оваа вонредна ситуација дала време да се проанализираат одредени сегменти од работењето низ призмата на ефективноста и одговорноста, како резултат на што одреден број договори нема да бидат продолжени. Нормалната селекција, можеби оваа ситуација сега ни даде малку повеќе внимание да се насочиме кон самите себе, па да можеме да ги оптимизираме ресурсите, па и да ги прочистиме редовите, затоа што во голем раст кога сте имате преголема толерантност и према некои од вработените, сега е прилика да ги направиме евалуациите малку по-систематски и по-стрикни и да веројатно на одреден дел од вработени, мал дел кои што не заслужува да бидат тука, нема да им бидат продолжени договорите, ама тоа е нормална селекција, во рамките на нормалната селекција нормална флуктуација. На шпекулациите за бројот на вработени кои се на принуден одмор, Наков со одговор: Наредната недела на принуден одмор треба да имаме околу 100 луѓе останати. Од на 15, ево, заклучно 15. Па апсолутно ние сме 1800 вработени, не знам колку, така да тоа е мала бројка, збориме за мала бројка, затоа што 100 кои што ќе бидат повикани до крајот на месецот на работа и апсолутно нема да има ниту еден на принуден одмор. На новинарско прашање дали Амфенол користел средства од државата како помош за справување со COVID-19 кризата, Наков дециден: Амфенол не користеше мерки од државата, веројатно тие што се постоечките и нема да ги користиме од едноставна причина. Условите на мерките се да имате пат поголем од 30% во однос на минатата година. А ние немаме пат поголем од 30%. Што уште еден доказ дека успешно работиме и оваа година на криза. А вториот услов беше да немате добивка на крајот на годината, без профит да работи компанијата, и тоа не е случај, нити ќе биде случај. Значи компаниите се основаат за да прават профит и да заработуваат.
За обезбедување максимална заштита на вработените, според упатствата и препораките на кризните штабови, Амфенол месечно издвојува по 30.000 евра, што не е мала сума, но стратегијата е да се зачува нивното здравје, бидејќи тоа секогаш е на прво место.